Добро утро и добре ми дојде. Добро ве најдов. Многу се радувам кога ни доаѓаш во Сакам Македонија, затоа што некако студиото ми добива друга димензија, како да сме во некоја најубава цвеќарница. Меѓутоа, ајде Ирина прво да им појасниме на гледачите што значи фуд флористика. Јас се обидов нешто, ама ти тоа поубаво ќе го направиш. Фуд флористиката е спојна традиционалната флористика, односно работата со цвеќе и работата со овоше. Односно сите аранжмани и букети кои што ние ги работиме фуд флористите се јадливи. Така. Сега ќе видат гледачите, јас дури претходно во најавата споменав дека дури има и букети со кромит и им кажав како еве во моментов го гледаат тоа. Од каде црпиш инспирација да еве дури и со кромит букет изгледа вака како што изгледа? Како да некога погледнете како изгледаат лукот и кромитот во букет. Значи, без разлика дали станува збор за овоше или за зеленчук, не ги гледам како класично јадење, туку ги гледам како компонента, ги гледам како текстура, како боја, за да се направи една уметничка композиција. Така што букетите кои што ги правиме пред се арт композиции, а потоа нели бонусот е тоа што се јадливи. Така, јас не знам што се ми се допаѓа повеќе и не знам дали луѓето на вистина кога ќе добијат ваков букет од што е убав на око, не знам и дали се одлучуваат да го изедат, ќе ми кажеш ти. Меѓутоа, јас би сакала да ни кажеш затоа што ова изгледа нели преубаво и можеби ќе личи лесно, нели, да се стават овошјата, зеленчукот и да се направи една ваква композиција. Меѓутоа, за ова постои специјално училиште. Јас мислам дека ако не се лажам, дури во Македонија фуд флористиката и тие донесе, например, сега поради пандемијата, па мора си да биде онлайн. Ама кај тебе, затоа што ова потекнува, ако не се лажам, од Русија, ти уште пред неколку години беше принудена да посетуваш онлайн часови, за да можеш да го донесеш еве овој метод во Македонија. Како дозна ти лично за фуд флористика? Се почна кога јас за мојот син сакав да направам букет кој што нема да бидат чоколади, затоа што целата приказна во мојот живот со фуд флористиката почна од сладки букети, за да го натерам син ми да јаде малку поздраво нешто. Сакав да му направам букет од овоше и ми стана интересно поради тоа што кај нас нема видено нешто такво. Побарав на интернет да видам дали ќе најдам нешто. Пребарувањето на англиски не даде никакви резултати, меѓутоа пребарувањето на руски јазик даде резултат од Ања Назарова, односно Очень хорошо, која што е првата компанија која што се занимава со фуд флористика во светот. Почнав да се интересирам поради тоа што она што го видов беше буквално она што јас си имав замислено. И пишав на девојката на Инстаграм и таа ми кажа дека имаат обуки. И веднаш ја запишав мојата прва обука и од тогаш веќе 3 години се занимавам со фуд флористика. И малку необично, можеби и на гледачите ќе им биде необично, ти по професија си преведувач по руски, така? Да. Меѓутоа, ете сосем случајно излезе твоја вистинска вокација во животот да биде ова. Кажи ми како ја донесе таа одлука со оглед на тоа дека нели ако некој го познава рускиот јазик, можеби ќе се одлучи да ќе сака да се работи во амбасада на Русија, можеби ќе сака да работи нешто што нели во зависност од она што го учел, понатаму ќе напредува во таа област. Меѓутоа направи еден драстичен чекор во животот и од една сосем поинака работа се одлучи на нешто што можеби не си ни снувала дека ќе го работиш. Јас 8 цели години се занимавав со превод и со толкување. Дури се уште знам да работам како толкувач повремено, чисто поради љубовта кон таа професија што ја имам. Јас чисто пати знам да кажам дека сум исклучително среќен човек поради тоа што имам две професии и двете бескрајно ги сакам. Да не беше рускиот јазик, да не беше таа професија, фуд флористиката во Македонија можеби немаше да се случи преку мене. Без познавањето на тој јазик јас немаше да го дознавам овој концепт, немаше да можам да ја посетувам таа школа која што ја посетував и да ги завршам сите курсеви кои што ги завршив, поради тоа што во тој момент сите курсеви беа исклучително на руски јазик. Не можам да кажам дека не ми фали толкувањето, ми недостига нормално, меѓутоа во фуд флористиката се пронајдов комплетно.
Верувам дека е така. Јас би сакала да, еве, дали можеби ти држиш обуки, дали сакаш да го пренесеш ова на, не знам, некои други жени, мажи, кои што еден ден би развиле уште поголеми, не знам, во оваа гранка, па и свои обуки и, не знам, и свои цвеќарници, вакви салони кои што ќе овозможат на луѓето да бидат израдувани токму со еден букет, како што нарекуваш ти, букет среќа. Да. Јас одржувам веќе 2 години обуки за фуд флористика. Имаме повеќе обуки кои што може да се посетуваат и офлайн и онлайн. До сега имам мои ученички кои што работат во Америка, во Швајцарија, последната девојка која што заврши на Малта, имам ученички кои што тука работат, без разлика дали во Скопје или во другите градови кои што завршиле некаква обука кај мене, без разлика дали ја завршуваат обуката чисто за лична сатисфакција за да научат нешто плюс или за да се унапредат во својата работа па натаму. Така што да, обуките се достапни. Многу добро кај обуките е тоа што се направени така да се адаптирам на оние кои што учат. Значи може да го прават тоа во било кое време од денот. Доколку станува збор за онлайн обуката, доколку станува збор за офлайн обука, повторно сме флексибилни и го предаваме знаењето во време кога на клиентите им одговара. Ирина, минатиот пат кога беше тука, ни остави од букетчињата и јас имав прилика на 2 наши колишки да им ги подарам букетите кои што на нивните лица не можам да ти ја опишам среќата. Ме интересира како реагираат луѓето кога ќе добијат еден ваков букет. Прво се вчудени видени кога ќе сватат дека букетот не е од обично цвеќе, дека букетот има повеќе компоненти од, да речеме, рози, карамфели или слично. Потоа следува еден благ шок како ова се јаде и најчесто е ова не изгледа дека е толку тешко колку што на вистина е. Секоја реакција мене ми е бескрајно драга. После 3 години работа јас се уште понекогаш знам сама да отидам на достава само за да ја видам реакцијата на некој што ќе го добие букетот, поради тоа што тоа е една од работите кои што мене ме движи и ме инспирира за да правам повеќе букети. И навистина се непроценливи реакциите на луѓето, посебно кога ќе добијат вакво нешто. Јас ќе добијам, се договоривме, една мини обука од тебе. Па јас претпоставувам дека за некои, не знам, 10 минути ќе успееме да направиме нешто. Пак ќе се потрудиме тоа да биде брзо. Иако за еден букет обично ми треба час и половина. Верувам дека е така, ова ќе биде импровизирани услови. Да, со полуподготвени производи. Така што би требало да бидеме брзи. Значи, Ирина, ќе ни кажеш, јас колку што гледам, дека имаш, да речам, вакви стапчиња на кои што се нанижени зелени ливчиња. Да. Тоа, значи, е предподготовка. Само ќе кажам дека сите производи кај Ирина, се она што го гледам и овошјето и зеленчукот, нели нормално ќе си го измие оној кој што ќе рече да го јаде букетот и така, меѓутоа се е многу убаво селектирано, многу убаво одбрано, гледам дека се јадри плодовите, убави. Колку е важно еве за да се подготви еден букет, затоа што веќе навлегувам нели во тајните на букета. Колку е важно да бидат и плодовите внимателно одбрани? Секој овошје, секој цвет, се што содржи букетот е одбрано рачно лично од мене. Набавка се прави секој ден и се прави под број буквално за секој букет. Тоа е една од причините поради кои што работиме само со нарачки, не чуваме ништо на залиха. Како овошјето би можело да биде најсвежо што може да биде. Така. Со секој букет исто така морам да напоменам дека си доаѓа декларација упатство, односно што треба да се направи, како треба да се чува букетот за да трае подолго, рок на употреба на букетот, што треба да се направи пред да се издаде. Да, тоа сакам да те прашам, нели во ова време кога нели хасап системи и така натаму и сето тоа нели е многу ригорозно, посебно со пандемијата, верувам дека како што велиш се има свој сертификат за тоа до кога смее да се употребува, до кога да се конзумира. А еве најискрено да ми кажеш колку луѓето кога ќе видат вакво нешто убаво, навистина сакаат да го изедат. Јас имав анкета на мојот Инстаграм профил пред некое време и баш прашував колку од луѓето го изеле букетот кој што го добиле. Искрено беа поделени 50-50. Има некои на кои што има многу жал да го јадат. Мене од друга страна ми е многу жал кога ги чуваат и тоа само овинува. Меѓутоа со сигурност можам да кажам дека сите букети кои што биле направени со јагоди или со нешто сладко, сите се изедени. Значи кога е јагода во прашање, се јаде букетот? Да, посебно кога
таа јагода е надвор од сезона и кога не можеш да ја најдеш никаде, а некој ќе дојде и ќе добие букет од јагоди, да, не останува рамнодишен и сите ги јадат. Значи сега прво го нанижавме колку што можев да видам обушјето, калинката, тука ставивме и јаболко. Да, калинката е отворена, отварањето калинки е еден посебен момент кој што бара доста време, бара доста концентрација. Да, и јас гледам колку изгледа е совршено отворена калинката, па мене ова не би ми успеало ни по 10 часа обука, мислам, ама добро. Да, за отварањето калинка јас често се шегувам со моите студенти дека треба хируршка прецизност. Затоа што многу е важно да не се повреди ни едно од зрнцата кога се отвора калинката. Тоа е навистина многу тешко да се направи. Така што за време на обуките, например, се учиме како правилно да се отвори калинка, како таа да остане свежа и покрај тоа што се отвара, како да остане јадлива и покрај тоа што е отворена дел и така натаму. Многу убава идеја е за бизнес, но еве кажи ми од лично искуство, мислиш ли дека може да се заработува на овој начин и дека овие студенти кои што доаѓаат кај тебе, претпоставувам дека нешто имаат и поврзано со уметност, дека сакаат на тој начин и да се надградат, да имаат повеќе варијанти, повеќе можности за во иднина, мислиш дека е добар избор на професија? Јас веќе 3 години живеам и работам само фотофлористика. Морам да кажам дека мене најверојатно ми беше многу полесно, тоа што бев прва која што почна се занимава со тоа, беше нова гранка, не беше толку позната и веројатно тоа ми го олесни до некаде патот. Меѓутоа, од друга страна ми даде дополнителен предизвик да не можам да тапкам во место, да треба цело време да посетувам и јас нови обуки. Конкретно сега во септември, доколку не се затворат границите, треба да заминам повторно за Русија на нова обука, за нов вид на обуките кои што се уште ги нема кај нас. И прави за сите оние кои што сакаат да се занимаваат со фудфлористика да се обидат. Има и други луѓе во Македонија кои што веќе се занимаваат со тоа, на моја огромна радост. Има луѓе кои што посетуваат обуки. Така што одговорот е да, може да се живее, да се заработува флористиката, но само доколку тоа правилно се работи. Така, и доколку со многу вака љубов и внимание како тебе, гледам дека на цвеќињата имаат и епроветки, значи во тие епроветки цвеќињата имаат доток на вода, за да може и повеќе да постојат. Тоа е поради тоа што многу е важно букетот како таков да не се става во вода. Самите стапчиња, поради тоа што се од бамбус, еден вид на проводник ја опиваат водата и потоа и само тоа прави букетот понатаму многу побрзо да скапува обушјето, да му се скрати рокот на употреба. Доколку ги ставиме цвеќињата во епроветот со нивен извор на вода, со тоа само му го продолжуваме животот на букетот конкретно. Одлично. Имам и уште едно прашање, а сега ние подготвуваме денес букети. Меѓутоа, ова би било одлична декорација за маса. Без разлика дали станува збор за некој посебно важен чин во домот, венчавка, некоја друга свечаност и така. Кажи ми, какви се, и ти ми спомена дека работиш и венчиња. Тие венци за намаса и така натаму, колку луѓето почнуваат и на тој начин да бараат да им биде декориран домот при некоја нивна голема свечаност? Посебно беа актуелни гирландите, венчињата и кебаните јадливи во периодот за славите. Така. Значи, во убавото време пред пандемијата, кога луѓето можеа да се собираат дома повеќе луѓе, јадливите и кебани беа многу голем хит. Што е полесно да се изработи букет или да се изработи една икебана од која што нели дури гостите ќе може да се земат, да се послужат, баш да биде вистинска гожба букетот? Полесно не можам да кажам што е, можам да кажам што е побрзо за изработка. Да. Побрзо за изработка секако е букетот. Како што реков, за него требаат час и половина, кебаните венчињата знаат да земат и по цел работен ден, зависи од должината и од големината. Така, а сепак се и тие и декоративни и убаво изгледаат, а од друга страна и ќе бидат навистина ги импресионираат луѓето вакви работи.
Јас не сакам да те брзам и токму затоа, како и минатиот пат кога ми беше на гости, ке те оставам ти да си работиш, јас ќе си ги најавам и останатите содржини, ќе ми правиш друштво, за на крај гледачите да видат како всушност овој букет ќе изгледа кога ќе бидеме готови и кога се ќе заврши. Јас уживам тука затоа и го потребувам тој збор. Ирена ги подготвува букетите кои што се вистина прекрасни за гледање. Меѓутоа сакам уште нешто да прашам, еве баш и прилогот на Верче селото тоа го подкрепи. Зборуваме секогаш за хигиена, зборуваме секогаш за правилна употреба на храната, а ова вистина фудфлористиката на некој начин не само што е украс, туку е и храна. Значи, ова го правиме вака, Ирена ми спомена, затоа што е само во телевизиски услови. Меѓутоа, правењето на овие букети бара посебно контролирани услови при работа и меѓу другото јас колку што гледам ти настојуваш тоа да биде така и кај твоите студенти и често кога има некои неправилности го забележуваш тоа и се бунтуваш против тоа. Какви услови за работа бара изработката на вакви букети? Најважно од сите дека не смеат да се работат во обични цвеќари, дека не смеат да се работат во продавница обично, односно потребно е да се работи во посебен дел кој што е затворен и во кој што нема пристап да речам обичниот купувач или обичниот човек, поради тоа што мора сите услови да бидат контролирани. Сите работни површини се дезинфицираат постојано. Јас вака работам сега поради тоа што сме овдека во студија. Меѓутоа кога работам во мојата работилница, работам исклучиво со маски и во ракавици. Треба и покрај тоа што со секој букет доаѓа нели упатство дека сето тоа треба да се измие пред да се консумира, убаво да се излупи што треба да се исече, што не. Сметам дека не може да бидеме премногу предпазливи кога станува збор за изработка на букети кои што потоа може некој да ги консумира. Многу ми е драго дека ми доаѓаш на празник, имено денес е преображение. Во народот постои верување дека на денешен ден, како и да што и да правите, треба да ги пробате првите гроздови, затоа што се сметало дека на денешен ден ни се бере првпат грозјето. Јас да ти кажам, веќе пробав од грозјето кое што е изглесано на трпезите и навистина многу го сакам како овошје. Гледам дека имаме и букетче со грозје. Колку внимаваш на такви работи, еве, нели, да ставиш по нешто што ете баш можеби празнично, нешто поврзано и со нашата традиција и колку еве вака кога има побарувачка за букет, сакаат традиционални работи, а колку сакаат па и да речам некои овошја зеленчуци кои што па и не се баш од нашата средина. Сето тоа многу зависи од личниот избор на клиентите. Јас сакам да работам и со работи кои што се од наше поднебје, поради тоа што имам многу пати до сега кажам дека Македонија е еден неисцрплив извор на инспирација за мене. Меѓутоа сакам понекогаш да работам и со работи кои што не се од нашето поднебје. Еден од таквите предизвици ми беше боксот со екзотично овошје, во кој што е собрано се што е тропско, се што е од далечните морења и плажи, за да не однесе, да речеме, дури во еден зимски период, да не однесе во време кога што сме на одмор. Сакаш да кажеш манго, папаја, такви типови на овошје? Да, маракуја, драгон фрут. Верувам дека тоа е многу убаво и за гледање и за конзумирање, а кај нас денеска атмосферата многу убава, затоа што подготвуваме нешто на вистина не секојдневно и прекрасно, заедно со Ирена Гуржовска, која што е лиценциран фудфлорист во Македонија. Велиш, заминуваш наскоро ако дадат условите, ако дозволат. Да. Што е она што дополнително може да се учи на овие курсеви во Русија и колку се они напреднати во однос на оваа гранка? Фудфлористиката е најразвиена во Русија. Покрај тоа што од таму е почнато се смета дека тоа е добар начин за дополнителна заработка. Се смета дека тоа е едно многу убаво хоби за секој кој што е креативен и кој што има малку повеќе време за изработка на вакви букети. Има многу други видови на букети кои што се изработуваат. Во Русија се прават букети дури и од суви риби, од сувомеснати, од ракови. Не ми се верува. Да. Јас знам дека русите како народ имаат многу необични моменти, меѓутоа ова не можам да... Добро, нема никаков мирис на тоа?
За букетите од ракови не знам, преди тоа што никогаш ги немам видено, меѓутоа Предпоставувам, букетот можеби за од некое колбаси, од послужување. сувамеснати, каде што има и пиперка, лукче, чили пиперче, многу убаво мириса. Да, и верувам дека убаво мириса, ама верувам дека па и убаво и за натрпе, за да биде некако декорирано и така, дека тоа всушност ги примамува баш гостите. Се смета дека тие букети се посебно добар подарок за мажите. Поради тоа што е многу необичен подарок кој што може да му се даде, меѓутоа можам да кажам дека дури кај нас букетите од овош и зеленчук се далеку од женски букети. Јас имам многу клиенти кои што ги купуваат за нивната посилна половина, за синчиња, за браќа, едноставно за другари, поради тоа што здравиот живот е сепак здрав живот, здравиот букет е здрав букет. Така, а еве кажи ни, можеби, кој ти се најголем предизвик за подготовка? Спомена тука меѓу нас дека работиш и Бидермаер за невести, дури замислете, работела и Бидермаер со лукчења. Да. Можеби вие не замисливам, меѓутоа јас верувам дека тоа било многу интересно. Кои свечености, кои мигови во животот ти се, да кажам, најголем предизвик за токму на еден ваков начин и ти да допринесеш кон таа убавина, кон веселба, кон радоста на семејството? Јас ќе кажам дека за мене сепак најубав повод е букетот кој што е подарен без повод. Секојдневните моменти кои што си ги правиме поубави еден на друг, кога подаруваме подароци без повод и причина само да кажеме некому колку ни значи и колку ни е драг, ми даваат најголема инспирација. Да работиме свадби, слави, прослави секакви. Многу ми е драго што луѓето ме одбираат да бидам дел од нивните големи денови, меѓутоа за мене секогаш најголема инспирација ќе останат малечките мигови. И сега готов ли ни е букетот? Уште што се прави на крај? Ајде да видиме. На крајот треба да се... Само да спомнеме дека всушност овој букет го направи, да кажам, и за побрзо време. Еве, од 9 часот почнавме, сега е 9:43. Значи, овој букет го направи побрзо затоа што беше подготвен од претходно. Да. Значи, беа нанижани, како што можевме да видиме на стапчињата, тие зелени липчиња и така. Само цветовите беа ставени во епрувети со водичка и тоа беше, да кажам, на некој начин тука работено. Самата подготовка на цветовите за да се стават во букет треба многу подолго од оноа да го исечеш и го ставиш во епрувета, поради тоа што цветот треба да се обработи. Отварањето на калинката, значи без разлика таа дали е малечка или голема, зема од 20 до 40 минути. Во зависност од тоа како ќе се отвара, колку е дебела кожата на калинката и слично. Подготовката на зеленилото исто така зема доволно време и да, 40 минути за букет е рекордно време за подготовка. Ајде сега да го видиме и крајот. Сакам да го покажеме на нашите камери, да видат гледачите како тоа на крај излегува. И сепак ќе споменам дека навистина е потребна голема мајсторија. Може би секој сам дома не би можел вакво нешто да направи, но ако се одлучите на вакво нешто, ако посетувате и курси се, да видам. Повели. Благодарам, леле, колку убаво изгледа и да, има некоја одредена тежина, затоа што сепак тука имаме и јаболко големо, и калинка, две јаболчиња, уште едно јаболче малечко од зирка. Погледнете ве колку убаво изгледа. Да, малку е потешко, меѓутоа некоја убава тежина, целата ваква со шарени бои. Вистинско задоволство како подарок. Денеска правевме еден од помалите букети. Стандардните букети кои што најчесто ги купуваат луѓето се 25 см во диаметар, тие се поголеми и уште потешки. Можам да замислам како изгледа тоа. Ирина, многу ти благодарам за гостувањето. Ни беше навистина преубаво. Ти благодарам и за боите што ни ги донесе и се и мислам дека навистина преображение заслужуваше едно вакво гостување. Велат ако немате грозје, денеска каснете и јаболче и ете, ќе може било кој да се вкуси од овошјето и да се ужива. Ти благодарам што Благодарам за поканата.